Тој беше и остана посветен на својата работа. Тој не се занимаваше многу со ударите што постојано доаѓаа острана кон него. Вие сте сведоци колку многу обиди за негова дестабилизација имаше, колку многу удари, колку многу пати се обидува да го скренат од зацртаниот пат, од правилниот пат, од патот да и се помогне на Македонија. Претрпе многу навреди, многу клевети. Остана стабилен, остана на земја, остана смирен. Таков човек и треба на Македонија. Драги пријатели, од другата страна имаме луѓе кои што и до ден денеска се обидуваат со различни навреди, лаги, омаловажувања, да го отргнат вниманието на граѓаните од она што е суштинско за еден претседател и да го наведат на друг пат. Имаме и намера таа група на луѓе да ни биде представена како нови лица. Ги слушам и не ми се верува. А знаете што и на нив не им се верува сето тоа, верувам. Кога кажуваа дека се нови лица. Па сите тие се по 20 години во политиката. Па тие беа подпредседатели на влада. Подпредседатели на владите на Бранко Црвенковски. Подпредседатели на партијата на чие чело беше Бранко Црвенковски. Па тие беа главни советници на Бранко Црвенковски. Беа шефови на Државната изборна комисија. Тие ги минуваа сите одлуки на Бранко Црвенковски. Радмила ли е ново лице? Па јас се сеќавам, бев студент. Ние сме генерацијски близко, една година плюс минус, колку што знам. Јас уште се занимавав со моите студии, веројатно и таа во тоа време тоа го правеше, но веќе беше на билбордите ни цела држава како политичар, како член на раководството на партијата. Па помина многу работи заедно со Бранко Црвенковски, многу негови политики ги поддржуваше јавно, се бореше за тие политики. Се бореше заедно со него и за приватизацијата, која што остави без работа 200.000 граѓани. Беше наш против кандидат, мој против кандидат на изборите во 2006-та. Потоа кандидат за премиер во 2008-та. Па Зоран Заев во 2009-та водич на кампањата на СДСМ. И за претседателските избори, и за локалните избори. Па дојдоа изборите во 2011 година, кога повторно Радмила беше кандидат за премиер. Па дојдоа изборите во 2013 година, каде што активно истите луѓе партиципираа. Од каде сега тие излегува нови лица, не можам да разберам. Зошто го подценуваат народот? Зошто мисла дека народот не се сеќава? Па да не се сеќава, ајде, може би некои за пред 20 години. Ама да не се сеќава за пред 2-3 години, за 5 години. Па тоа е силно, сериозно подценување на вредноста на граѓаните во Македонија. Што убеден сум, народот нема да им го прости и уште една заради тоа ќе ги казни на овие избори, меѓу другото. Па во 2002 година ракоплескаа на ветувањата на Бранко Црвенковски за поеден вработен од секое семејство. Заев кој што е аболиран, амнестиран на некој начин за 8 милиони евра криминал и кој говореше дека од чистачка до директор сите ќе ги смени ако не се од СДСМ, дека ќе јадел живи луѓе и слично, дека ќе пукал. И тој сега на овие избори треба да ни биде продаден како ново лице. Шекеринска, која во целата своја 20 годишна кариера нема ниту еден проект, ниту една работа нема направено за народот. Или пак оној Стојко Пауновски кој бараше намалување на пензиите и на социјалната помош за граѓаните, затоа што сметаше дека на тој начин треба да излеземе од кризата која што ја погоди Европа и автоматски влијаше и во Македонија. Или пак Петре Шилегов, да ни го представуваат како ново лице, па човекот не знае колку тендери дал и одобрил за Бранко Црвенковски и за неговите луѓе од 2004 до 2006. Кои са тие нови луѓе и кого подценуваат овие наши политички конкуренти?